Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Климатските промени ги намалуваат приносите на храна и ја загрозуваат екзистенцијата на илјадници земјоделци во Македонија. Ракометот ќе биде спорт број 1 во Македонија. Што тоа значи? Женскиот ракометен клуб Деспина отвори бесплатна ракометна школа за девојчиња. Ќе се вратили женскиот ракомет во Прилеп на заслужниот пиедестал. Утре марш за женските права по повод денот на жената под слоганот "Нека ја да тружи". Ќе се одржи во Скопје, на кој ќе може да се приклучат жените од сите градови на Македонија. Водата во Алинци не е здравствено исправна. Времето сончево и топло со температури до 17 степени. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Климатските промени ги намалуваат приносите на храна и ја загрозуваат екзистенцијата на илјадници земјоделци во Македонија. Има ли заштита од оваа деградација на земјоделството? Не можеме да се стремиме кон класичното производство во изминатите години. Значи, самите земјоделци гледаат дека од година на година стварно се видоизменети климатските услови, така да мора да се стремиме според временските услови, иначе ништо не правиме. Затоа годинава во програмата исто е вклучен амалгеролот, кој е единствен препарат што спречува од стресни ситуации, високи и ниски температури, а замислете во еден ден имаме минус и плюс. И то минус под нулата, значи минус 1 не е нула, минус 1, минус 2 и во текот на денот се креваат до 20 степен, а ќе достигнат и до 23 степен. Следниот период, не чека стабилизација на климатските, на временските услови, со 10 степени до 12 повисоки температури од очекуваните, од нормално што би требало да биде. За жал и оваа година не се очекуваат врнежи, но се очекуваат осцилации. Значи, цело времето ќе биде турбулентно. Ракометот ќе биде спорт број 1 во Македонија. Што тоа ќе значи, објасни министерот за спорт Борко Ристовски при посетата на Прилеп. Ние не најавивме, веќе го прогласиме спортот за ракометот за спорт број 1 во Македонија. Она што јас можам да го кажам, тоа е дека ќе добива ракометот највеќе субвенција од државата, со самото тоа по логика нештата е прогласен за спорт број 1 и со самото тоа ќе биде класифициран како спорт број 1 и ќе добива највеќе средства од тие субвенции кои што се од државата. Морам да напоменам дека субвенциите од година во година се зголемуваат,
ние од кога сме Министерство и влада до последново делење кој што ќе биде, верувам дека средината на април, ќе имаме поделено околу 20 милиони евра, што е сериозна сума на пари за вложување во спорт. Претходно, ако се сеќавате, година и пол немаше апсолутно никакви исплати кон спортските субјекти, федерациите, клубовите и така натаму. Ние правиме зголемување на средствата кои што ќе ги добиваат клубовите и спортот, а следствено тоа како спорт број, ракометот ќе добие највеќе средства и најголем број од средства. Женскиот ракометен клуб Деспина отвара бесплатна ракометна школа за девојчиња. Ке се вратили женскиот ракомет во прилеп на заслужениот пиедестал. Овака ние сме релативно млад клуб кој постоиме 6-7 години. Така да сега сме во развој, гледаме, работиме напорно. Имаме сега ново од оваа сезона почнавме со почетници, со малечки дечина, со кои работам јас лично. Тренираме 2 пати неделно со девојчината, има заинтересираност, примаме нови членови. Тренираме во вторник и во петок во салата на основното училиште Кири Гавриловски од Прилеп. Тренинзите во вторник ни се од 8 часот, во петок ни се во 18:30. Нашата школа е од 8 до 11-12 години. Тие не се пионери, фактички се како некоја почетничка група која се трудиме да ги воведиме како воведно во ракомето, па после понатаму имаме други категории, пионери, кадети, младенци, сениори. Моментално се надпреваруваме само во кадетска и во сениорска конкуренција, пошто генерациите се тука негде и комбинираме, зависи како сме со играчи. Утре марш за женските права по повод Денот на жената по слоганот "Нека јадат ружи" ќе се одржи во Скопје, на кој може да се приклучат сите жени од сите градови на Македонија. Настанот е во организација на платформата за родова еднаквост. Ве повикуваме на женски марш и на солидарен женски бојкот. 8 март не е ден за символични гестови и излитени фрази. Овој 8 март не сакаме ружи. Што ќе ни се ружи кога немаме за леп? Живееме во нехуман и неодржлив систем базиран на систематско силеџиство, што ни ги окупира животите и ни ги ограничува одлуките и можностите. А во кризи, товарот несразмерно ја погодува жената. Затоа на 8 март повикуваме на бојкот на големите маркети, ланци и трговски центри, кои преку вештачки наметнати инфлации не доведуваат до рап на екзистенција. А за да ја истакнеме вредноста на жената, овој 8 март ги повикуваме жените на бојкот и на домашните обврски. Повикуваат од платформата за родова еднаквост за женскиот марш, што ќе се одржи утре во Скопје. Општина Прилеп ги известува граѓаните водата во селото Алинци не е здравствено исправна. Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата во локалниот водовод во село Алинци не е здравствено исправна заради наод на бактерии од цревно потекло и не смее да се користи за пиење без претходно вриење од 10 минути. Временска прогноза. Денеска времето беше сончево и топло со температура до 14 степени Целзиусови. Од управата за хидрометеоролошки работи информираа дека продолжува период на релативно топло време за овој период од годината. До вторник ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност. Во вторник, кон крајот на денот и во среда, ќе има локални врнежи од дожд и ќе дува засилен јужен ветар. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.